Постојат повеќе кривични основи по кои може да се гонат лицата кои што тргувале и ја силувале штитеничката од домот 25 мај, смета директорот на првата детска амбасада Меѓаши Драги Змијанац. Според него, постојат сомненија дека и други девојчиња биле сексуално злоупотребувани од постари штитеници на домот. Бара кривичните дела кои се однесуваат на педофилијата и трговијата со деца да не застаруваат. Морална одговорност е најмалку што треба да се направи од директорот од 25 мај. Тука бараме кривична одговорност, а инаку за честитка за пофалба е што Министерството за труд и социјална политика поведе 11 кривични пријави против вработени во Центарот за социјална работа и што е веќе детектиран случајот на жената која тргувала со детето. За ранливоста на децата и насилството што се врши врз нив се разговараше и на меѓународната конференција во Скопје, на која учествуваа делегати од 10 држави. Се бараат ефикасни решенија преку мобилизација на институциите и невладиниот сектор во борбата против сиромаштијата која неминовно ги турка децата во ризик. Потребно е и промена на начинот на кој што размислуваме на менталниот склоп, а не само на политиките. Значи, не е потребно само истражување, туку треба и да делуваме во самите институции и организации од кои што доаѓаме. Статистиките презентирани на конференцијата покажуваат дека половина од децата во светот биле физички, психолошки или сексуално злоупотребувани, а на секој 5 минути по едно дете е убиено при насилство.